студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Министерството за економија и труд објави јавен повик за финансиска поддршка на микро, мали и средни предпријатија и занетчи со вкупен буџет од 11 милиони денари. Со мерката ќе се кофинансираат 40% од трошоците за набавка на нови машини и алати, но најмногу до 200.000 денари по апликант. Поддршката се однесува на инвестиции реализирани лани и оваа година. Министерот Дурмиши изјави дека целта е модернизација на производството, зголемување на конкурентноста и поддршка на домашната економија. Рокот за аплицирање е до крајот на идниот месец. Право на учество имаат микро, мали и средни предпријатија со мнозински домашен капитал, како и занајдчи регистрирани согласно законските прописи. Нашата цел е јасна: да им помогнеме на домашните компании полесно да инвестираат, да го модернизираат производството, да ја зголемат продуктивноста и да создадат подобри услови за работа и развој. Покрај оваа мерка, Министерството за економија и труд во наредниот период ќе објави и два значајни повици во рамки на програмата за поддршка на преработувачката индустрија и општествената одговорност во 2026 година. Првиот јавен повик се однесува на надоместување на дел од трошоците на воведување, имплементација и сертификација на стандарди на преработувачката индустрија со вкупен буџет од 2 милиони денари. Ќе се кофинансираат 70% од трошоците од максимум 200.000 денари по компанија. Владеачката ВМРО-ДПМН бара Советот на јавни обвинители да го истражи случајот Мазут по одлуката на обвинителството за гонење на организиран криминал да ја прекине постапката. Од партијата се сомневаат дека врз обвинителите имало политичко влијание. Го повикуваме председателот на Советот на јавни обвинители да изврши надзор над работата на обвинителите во ЕОГОК заради оваа контраверзна одлука за прекинување на истрагата во случајот Мазут и набавките во ТЕЦ Неготино. Советот на јавните обвинители по закон има обврска да следи работата на обвинителите и согласно овие законски надлежности, обвинителот Ислам Абази и неговата колешка Коларевич треба да бидат темелно сослушани и да биде со нив заедно истражена постапката и начинот на кој што тие одлучуваат да го прекинат овој случај наречен Мазут и обвинетите уште пред да појдат на суд да ги амнестираат од било каква одговорност или од било какво обвинение. Јавноста има право да дознае секој детал за оваа набавка од 167 милиони евра, затоа што во овој случај испадна дека одредени истражувачки новинари беа поефикасни во истрагата од обвинителите Ислам Абази и Коларевич. А СДСМ во моментов ги одржуваат дневните пресконференции, во утринските соопштенија беа фокусирани на проблемот со Бугарија. Прашањето за малцинствата не е бугарско прашање, тоа е европско прашање. Ние преговараме со Европската Унија, а не со Бугарија за членство во Европската Унија. Со внесувањето на малцинствата во Уставот се зајакнува единството и кохезијата на целото општество. Тоа го демантира бугарскиот наратив дека не постојат македонци. Во Македонија се малцинство бугарите, а во Бугарија македонците. Уште една потврда на националниот идентитет. Ние сме една држава со еден македонски народ и со сите малцинства кои живеат во неа. Криминалната организација ВМРО намерно ја плаши јавноста со бугарска опасност за да ја блокира европската иднина на Македонија и да ја заштити својата криминална мрежа, се вели во соопштението кое што утрово го испратија од Социјалдемократскиот сојуз. Владата донесе одлука за отворање амбасада на Македонија во Литванија со седиште во Вилнус на предлог на Министерството за надворешни работи. Од владата велат дека постојаното дипломатско присуство во Вилнус ќе придонесе за зајакнување на политичкиот диалог, поефикасно застапување на националните интереси и унапредување на билатералната соработка. Амбасадата ќе има и поширока регионална улога, односно ќе биде централна точка за покривање на останатите балтички држави во политичка, економска, културна и конзуларна
санитарна сфера. Литванија е членка на Европската унија и НАТО и според владата континуирано го поддржува процесот на европската интеграција на Македонија. Одлуката следува откако литванската страна во ноември 23-та отвори канцеларија во Скопје. Со ова македонската амбасада во Варшава повеќе нема да биде надлежна за Литванија на нерезидентна основа. Комисијата за заразни болести оцени дека ризикот од појавата и ширење на хантавирус во земјава е низок, а здравствениот систем е подготвен за евентуална појава на инфекцијата. На седницата одржана при Министерството за здравство, комисијата ја разгледала актуелната состојба со појавата на кластер на хантавирус во светски рамки и заклучила дека состојбата континуирано се следи. Од комисијата информираат дека Институтот за јавно здравје располага со реагенции и процедури за лабораториско докажување на вирусот, додека инфективната клиника има капацитет за третман на евентуални пациенти, вклучително и интензивна нега и респираторна поддршка. Посочуваат дека Андес варијантата, за разлика од другите типови на хантавирус, може да се пренесува и од човек на човек при подолг и близок контакт, но нагласуваат дека преносот не е брз и толку лесен како што беше кај коронавирусот. Уште 2 деца пријавиле дека биле злоупотребувани од 65-годишниот наставник кој држал приватни часови по математика во Штип. Заедно со овие 2 деца вкупната бројка на пријави се искачи на 5. Наставникот е во притвор, а обвинителството работи на случајот. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. По новите сознанија поврзани со случајот во Штип, уште 2 малолетни девојчиња пријавиле несоодветно однесување од страна на 65-годишниот наставник, кој е собственик на приватен образовен центар. Откако првично беа евидентирани изјави од 3 деца, биле поднесени дополнителни 2 пријави во полицијата. И овие девојчиња тврдат дека биле изложени на недозволени допири од страна на наставникот. Поради осетливоста на случајот, СВР Штип и Центарот за социјални работи не излегуваат со детали, зашто се инволвираат деца помлади од 15 години. Од основното јавно обвинителство информираат дека поведена е истражна постапка против едно лице, за кое постои сомнение дека во подолг временски период вршело недозволени полови дејствија врз 3 малолетни девојчиња. Осомничениот од септември 2023 година па се до 11 мај 2026 година за време на дополнителна настава во образовен центар користел прилики да им се приближи и физички да ги допира девојчињата, кои биле на возраст од 10, 11 и 13 години. Случајот бил откриен во понеделникот, кога ученичка од 4-то одделение им раскажала на своите родители дека во текот на дополнителните часови наставникот несоодветно ја допирал. Родителите веднаш го пријавиле случајот во полиција, пошто следувале и други пријави од деца кои посетувале настава во истиот образовен центар. Доколку се докаже дека наводите се точни, за ова дело е предвидена затворска казна од 3 до 20 години. За Сител, Трајан Ристовски. 3 дена без вода викендов ќе останат општините Дебар и Центар Жупа, како и неколку околни села, поради градежни зафати на локалниот водовод. Како што информираат надлежните служби, ќе се врши дислокација на дел од главниот цевковод, поради што од утре до понеделник нема да има вода од градскиот водовод. Покрај Дебар и Центар Жупа, водоводот ги снабдува и селата Долно Косоврасти и Рајчица, кои исто така ќе останат без вода. Се замолуваат граѓаните, институциите и индустриските капацитети да обезбедат доволни количини на вода за пиење и санитарни потреби, се вели во соопштението кое го објави Дебарското комунално предпријатие. Оттаму додаваат дека за задоволување на основните потреби на граѓаните ќе биде обезбедено соодветно снабдување на вода со цистерни. Вестите од светот и денеска во избор на Марија Ников.